Почитувана колешки, многу работи кажавте, се изнакажавте, само не реплика на мојот говор. Вашата реплика почна со тоа дека ние манипулираме. Затоа сега ќе ве замолам вие да ми објасните за каква манипулација зборувате кога е вистина дека на оваа комисија, токму беше и во оваа сала, кога сите се согласавме заеднички, и ние од опозицијата, и вие од власта, дека јавна расправа по однос на овој закон мора да има, а предлогот го даде колешка ваша од владеачкото мнозинство, и ви ќе ја именувам госпогицата Моника Зајкова. Зборувате дека ние манипулираме, зборувате дека вие сте секогаш отворени и јасни кон јавноста, дека вие се грижите за граѓаните, дека вие се грижите за животната средина. Но, еве, кажете ми, ако сте биле присутни, ако не, ќе побараме, значи има доказ, има снимки, дали се согласивме и дали изгласавме да постои јавна расправа, и тогаш, значи, ќе видиме кој бил во право, а кој цело време манипулира. Исто спомнавте дека сте контактирале со Разбистрисе, се извинувам. Разбистрисе, да, добро си кажав. И дека сте се договориле, сега со заменик министерот или со кого, не знам, да поддржите 10 амандмани. Не, имаме 30 амандмани, а тој договор што бил помеѓу вас, само вие си го знаете. Значи, ние тоа не го знаеме и затоа сметаме, односно сме уверени, дека нашите амандмани сите до еден се одлични и сите до еден се потребни да бидат вметнати во ова законско решение. И затоа колку вие се грижите за невладините организации, колку вие марширате со нив рамо до рамо, го покажавте на претходната седница, на истата оваа, која што беше прекината, кога представниците од невладината организација сакаа, значи, да учествуваат во расправата, а вие лично, колешке, значи, се заложивте, да не речем ги истерате од салата каде што бевме присутни и решивте да ги сместите на место на кое што не доликува. Па кој овде манипулира, колешки? Faleminderit.